Нов закон за употреба на јазиците, двојазичност во институциите на централно ниво, двојазични банкноти, двојазични амблеми на униформите на армијата и полицијата, двојазични судски постапки ако една од странките од албанското малцинство. Ова е дел од драфт договорот кој го постигнале ДУИ и СДСМ за формирање на нова влада, потврди уште еднаш портпаролот на ДУИ Бујар Османи. Според експертите со кои се консултиравме, ова е во рамките на Охридскиот договор и Уставот на Република Македонија, вели Османи во интервју за телевизија 24. Дали банкнотата ќе биде двојазична? Тоа е предвидено во драфтот кој што е одобрен од претседателството. Што е со амблемите на војската и полицијата? Во општините каде што албанците се над 20% и во градот Скопје. Значи само во општините, не на цела. Што е со употребата на албанскиот јазик во судските ручишта? Да. Тие повлекуваат системско менување на закони, закон за парнична постапка за судови, ЗКП и така натаму? Што бараат двотретинско? Секаде каде што една од страните зборува јазик кој што не е јазик кој што го зборуваат 20% од граѓаните, целата процедура мора да биде и на тој јазик. Османи посочува дека за измените за кои е потребно двотретинско мнозинство како промената на химната, грбот и знамето на Република Македонија ќе бидат започнати разговори. За химна, за знаме, за прашањето на името кои што се таму спомнати, се бара започнување на диалог македонско-албански со цел да се изнајде конечно решение. Значи, зборам за прашањата кои што бараат двотретинско мнозинство. За другите прашања, кои што се во рамки на Уставот, е постигната согласност. Одговарајќи на прашањето што се било договорено со ВМРО ДПМН, Османи вели дека бил постигнат одреден начелен договор, за кој во ДУИ сметале дека не е доволен. Работните групи кои што работеа со ВМРО доставија одреден начелен договор во претседателството, кој што претседателството го оцени како недоволно за да ние дадеме поддршка на таа коалиција. Што во формата беше договорено со ВМРО ДПМН? Значи, одредени прашања беа усогласени, меѓутоа недоволно за ние да процениме дека се може да биде прифатливо за нас. Детали? Имаше одредени разлики, значи доминантно е прашањето на СЈО како четврта точка од нашата платформа, меѓутоа и одредени дилеми во однос на законот за јазик. Во однос на планот без засвикување на собраниска седница, Османи вели дека прашањето треба да се постави до СДСМ. Ние немаме никаков проблем околу свикување на собранието. Разговарано е за оваа тема во рамките на новото парламентарно мнозинство и согласни сме дека нештата треба да одат последниот редослед, да се конституира собранието, да се избере претседател и во меѓувреме да се почека дали Иванов ќе рефлектира во однос на неговата одлука, дали ќе се премисли да го додели мандатот, доколку нема промени во одлуката ќе се оди со план Б, конституирање на влада без доделен мандат од претседателот, посочува Османи.